Многу пропусти и поставување на лоша основа на целиот процес поврзан со изградбата на хидроцентралата Чебрен од страна на владата може да биде огромен проблем во иднина, вели претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во вториот дел од интервјуто за Република. Тој извади неколку хронолошки подредени документи со кои, како што вели, се докажуваат проблематичните моменти, заради кои ќе има последици во иднина. На 24 декември 2019 година, владата на Зоран Заев донела одлука за отпочнување на постапката, во која се вели дека на компанијата што ќе ја добие оваа набавка, ќе биде отстапена и хидроцентралата Тиквеш 3 месеци откако ќе почне изградбата. Почнува да се гради, 3 месеци потоа го добива Тиквеш. Потоа треба да изгради 400 киловолтна трафостаница Маријово, каде што ќе се поврзе хидроцентралата, ќе направи експроприација на земјиштето, ќе изгради пристапни патишта до локацијата и, бидејќи овој концепт е сложен, е така наречена реверзибилна хидроцентрала, ќе обезбеди ноќни вишоци на струја, со која помалата хидроцентрала Орлов камен навечер ќе враќа водата повторно во Чебрен. Но потоа, вели Мицкоски, во време на техничката влада, предводена од Оливер Спасовски, се брише одлуката и се носи нова на 4 февруари 2020 година, а само 2 недели потоа е објавен и јавен повик, во кој пак се појавуваат избришаните работи. Ситуацијата дополнително се комплицирала, со тоа што во меѓувреме е објавен повик за компаниите да учествуваат во предквалификацијата, во кој се вели дека победничката компанија ќе ја добие ХЕЦ Тиквеш 3 месеци откако ХЕЦ Чебрен ќе почне со работа, односно ќе биде завршена градбата. Голема разлика од прилика ако таа градба трае 6 години, а ХЕЦ Тиквеш произведува од прилика од 140-150 илјади мегават часови. Пазарната цена е некаде околу 120 мегават часови, но таа е, внимавајте, пикова енергија, таа е уште поскапа, еве да речеме 120 евра мегават сат. Помножено со 6 години ние добиваме сума од 100 милиони евра. На хаотичната состојба не завршува тука, бидејќи на 14 септември годинава актуелната влада ја избира групата ППЦ Архиродон, односно грчкото електростопанство, како најповолен понудувач, повикувајќи се на одлуките пред 3,5 години, во кои ХЕЦ Тиквеш еднаш се дава 3 месеци по почетокот на градбата, а вториот пат се бриша. Откако ја добила оваа одлука, избраната компанија се жалела до Министерството за животна средина, бидејќи делови од неа биле спротивни на тендерската документација на која тие учествувале. Едно дрво погрешно засадено, погрешно ќе изради. Предупредувам, бидејќи имаме право, како потенцијална идна влада, да бидеме загрижени дека ова може да не доведе во една многу сложена ситуација. Тој ги повика надлежните институции да го преиспитаат целиот случај, а дополнително да не прават проблеми нови последниве неколку месеци до избори. Оте не само што сето ово оди на штета на државата, туку и погрешно ќе биде наведен самиот инвеститор.